Добро утро. Во следните минути ќе поразговараме со директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тринчевска на тема колку се почитуваат препораките за ослободување од работни обврски на бремените жени, хронично болните и постарите лица, посебно оние кои што се изложени на сонце во овие топли летни денови. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Како што кажав, темата е почитување на препораките, односно неизложување на работни обврски на одредена категорија на лица. Оваа препорака трае веќе неколку дена, односно откако е земјава зафатена од портокалова алертна фаза. Колку од инспекторите излегува на терен, дали се проверува, дали се почитуваат овие препораки? Секојдневно сме во комуникација со надлежните институции во однос на временските услови во државата или фазите со топлотниот бран. Така да во моментот државата е сабањето, ги добивме информациите дека е во жолта фаза, значи не сме во портокалова фаза. Од на 25 и 26 јуни државата беше во портокалова фаза, тој ден беа извршени, тие два дена беа извршени 95 надзори, особено кај оние правни субјекти каде што работните активности се извршуваат надвор, на отворено, се со цел да им се укаже на работодавачите дека препораките треба да се почитуваат, дека треба да реорганизираат својата работа, односно да започнат да работат порано сабање, во периодот од 11 до 17 часот, да ги прекинат активностите на отворено, на сонце, и после 17 часот повторно да продолжат со работата, да обезбедуваат течности за своите вработени и место кое што ќе биде под сенка, за да може да се прават почести паузи во текот на работниот процес. Од овие 95 надзори колку што беа направени, издадени се 23 наредби за почитување на препораките и издадени се исто така 14 решенија за забрана за вршење на работата на отворено кај 14 правни субјекти, односно инспекторите кога излегуваат рано наутро на терен, кога започнуваат работните активности кај овие субјекти, а во текот на периодот од 11 до 17 часот го прават контролниот надзор за да се види дали навистина се почитуваат препораките, затоа што топлотниот бран, сонцето и изложеноста на работниците, односно на граѓаните, подолго време на сонце е штетно за здравјето на самиот работник. Така, велите, издадени се и неколку забрани за работа, меѓутоа и неколку препораки. Дали ова се сведува на тоа или пак предвидени се во законот и парични казни, можеби за оние работодавачи кои не почитуваат? Доколку не се почитува забраната за работа на отворен простор, при контролниот надзор тогаш се издаваат и прекршочни платни налози за работодавачот, а доколку работникот од страна на работодавачот на работникот му е обезбедена заштитна опрема, меѓутоа работникот не ја носи и покрај обезбеденоста, тогаш се издаваат прекршочни платни налози и за самиот работник, кои што се минимални 20 евра во денарска противвредност, доколку ја плати во рок од 8 дена, тогаш се врши порамнување, односно се плаќа 10 евра. Тоа значи дека и помеѓу работниците, односно и помеѓу граѓаните има недисциплинирани. Имаше ли такви, дали беа затекнати? Да, во двата дена, значи на 24 и 25 се извинувам јуни, издадени се 6 прекршочни платни налози за работници на кои што им е обезбедена заштитна опрема за работа на отворено, на сонце, на високи температури, меѓутоа и покрај обезбеденоста истите не ја носеле за време на надзорот. Сега би сакала и да појасниме за да нема недоразбирање и забуни кај нашите гледачи. Кога станува збор за препораки за ослободување од работа на одредена категорија на работници, дали тоа е само се устава на добра волја на работодавачот, доколку станува збор за препорака или пак мора да се почитува? Кога станува збор за препорака, останува на добра волја. Не е задолжителна,
Меѓутоа, Законот за безбедност и здравје при работа содржи одредби кои што одаат во делот на заштитата на здравјето на работниците, особено во вакви услови, така да покрај препораките од владата согласно акциониот план за работа во услови на екстремно високи температури, се оди во надзорите се следат и самиот закон за заштита и безбедност при работа, кој што укажува дека здравјето и безбедноста на работникот треба да е на прво место за секој работодавач. И таму содржани се прекршочни одредби кои што доколку не се почитуваат, во тој случај се изрекуваат инспекцијски мерки зависно од утврдените неправилности. Така, би сакала да ве прашам и околу тоа во кои сектори се најмногу забележани овие неправилности. На сите ни е јасно дека кога ќе се спомене работа на отворено, веднаш тука ни паѓа на памет градижниот сектор, меѓутоа што е и со останатите сектори, каде се забележуваат најмногу неправилности? Дефинитивно во градижништвото се забележуваат и таму се во најголем дел фокусирани надзорите, затоа што работат на отворено. Самиот работен процес, активноста е на отворено, меѓутоа се вршат инспекцијски надзори и во останатите дејности, кај правни субјекти каде што производствениот и технолошкиот процес може да биде ризичен за здравјето на работниците, особено при екстремно високи температури. Исто се врши надзори во оние работници кои што работат на отворено, комуналните дејности, така да поголем број на правни субјекти се под надзор или се посетуваат, се советуваат за да можат пред се работодавачот да го заштити здравјето на работникот во едни вакви услови во кои што се при екстремно високи температури. Би сакала да ве прашам и настрана од оваа тема околу исплаќањето на плати. Изминатиот период, веќе година и пол, живеевме со пандемијата предизвикана од COVID-19, која што освен која што на некој начин беше лоша по здравјето на многу наши сограѓани, удри и по джебот на работниците, односно се забележува и се шпекулираше дека не се исплаќаат плати редовно, дека има незаконски отпуштања. Дали и во тој аспект инспекторите излегоа на терен и увидоа некоја неправилност? Така, Државниот инспекторат за труд има два сектори кои што вршат надзор во делот на работните односи и во делот на безбедност и здравјето при работа. Инспекторите се постојано на терен и секоја она преставка доставена до нас од страна на граѓанин, на работник кој што се жали дека не му е исплатена плата за одреден месец или пак му е исплатена пониска плата од она која што му е во договорот или пониска плата од законски утврдената минимална плата, инспекторите излегуваат на терен, го вршат надзорот, се санкционираат сите оние работодавачи кои што не ги почитуваат законите од областа на работните односи, затоа што правото на плата е утврдено со закон, со колективен договор и оној износ кој што му е утврден во договорот за работа треба да биде исплатен од страна на работодавачот, плюс додатоците ако работи прекувремено, ако работи за време на празник или и секако минатиот труд како додаток на платата. Така, меѓутоа, дали се овие анонимни пријави? Може ли да се охрабри секој кој што ќе има потреба да пријави? Има и анонимни, меѓутоа се повеќе се охрабруваат граѓаните и не се плашат дека ќе може да бидат дополнително санкционирани од страна на работодавачот. Значи ги има и од познат подносител и анонимни и преку кол центарот, директно овде во архивата на централата на ДИТ, меѓутоа и во архивите на подрачните оделенија, 30 во државата постојат, значи такви подрачни оделенија, така да навистина се охрабруваат и ги пријавуваат сите нерегуларности.
Така, пред крај сме со времето, меѓутоа би сакала да ве прашам и уште едно прашање кое што неудамна излезе како иницијатива од Сојузот на синдикати. Сега знам дека ова прашање се наметнува и на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа еве и на вас како инспекторат. Оттаму бараат да се намали време траењето на продолжувањето на договорите на дело од сегашните 5 години на 1 година. Каков е вашиот став во врска со ова? Имате ли никакво размислување? Креаторот на политиките во делот на работните односи Министерството за труд и социјална политика во моментот се работи на нов предлог на закон за работните односи, така да голем дел од прашањата и во делот на времетраењето на договорот за работа се дискутираат и помеѓу социјалните партнери, помеѓу Министерството за труд и социјална политика, значи владата, работодавачите и синдикатите, вклучен е и представник од Државниот инспекторат за труд, затоа што сепак на крајот надзорот над имплементацијата на овој закон е на ДИТ, односно на Државниот инспекторат за труд. Она што е договорено и што е заеднички став на сите и на социјални партнери, се надевам дека ќе биде дел од решението во предлог законот, намалувањето на време траењето најмногу до 1 година, мислам дека е дел од новиот предлог закон, меѓутоа искрено да ви кажам, немам видено последната верзија од она што е договорено на последните состаноци. Ова нека остане тема за следниот пат и за следната средба и ваше гостување во утрински брифинг. Ви благодарам за ова кратко интервју. Ви благодарам и на вас што бевте дел од утринските активности на Државниот инспекторат за труд. Така, ние се одјавуваме од Државниот инспекторат за труд. Имавте можност да го проследите разговорот со директорката Јована Тренчевска.